Почитувани, добра вечер. Следите уште една анализа на телевизија 24. Собранието неодамна го изгласа предлог законот за правата на заедниците кои се помалку 20% од населението на Република Северна Македонија, а интересно е што за тој закон гласаа сите и од власта и од опозицијата. Ова нешто веројатно во некои други земји не би било вест, но кај нас ретки се таквите консензуси, затоа вечерва ќе зборуваме малку за тој закон и се разбира сето тоа во контекст на стратегијата за едно општество која ја промовираше владата на Зоран Заев. Таа стратегија за владата требаше да биде суштинска за развојот на државата, но критичарите велат дека не се спроведува и дека од неа нема ништо. Како е и што е, ќе разговараме вечерва со нашите гости. Тоа се Рубин Земон од партијата за општествен и економски напредок. Добро вечер. Председател на партијата, добро вечер. Магдалена Манаскова од ВМРО ДПМН, пратеничка во собранието, како и Джелал Хоџик, заменик директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Добро вечер и поздрав за гледачите. Добро вечер на Само што и јас сум пратеник. И вие сте пратеник. Да. Добро, мислам дека тоа се познасте вие веќе, од позицијата, да. Добро, кажете ми вака, да почнеме прво со законот, како што кажав, интересно е што се постигна консензус за тој закон. Ајде молам Хоџик, еве вие само кажете ни кратко на почеток, бидејќи вашата агенција ја овозможи таа работна група која го подготвуваше законот. Можете ли да ни кажете во кратко кои се новините во овој закон и со што се менуваат правата на заедниците? Значи, главната новина според мене е дека самата агенција за остварување правата на заедниците ќе биде вклучена во креирање на политики кои се во интерес на заедниците, на помалобројните заедници. Тоа е главната придобивка, односно потоа добиваме консолидација на самата агенција со цел да се бориме за правата на заедниците во повеќе области, како што се правична застапеност, образование на мајчни јазик, култура, употреба на јазици и символи, известување на медиуми на јазиците на заедниците. Потоа Тоа не постоеше во претходниот закон? Не беше така. Значи агенцијата претходно беше само за следење на правата, сега веќе ќе биде партнер во носење на одлуки, ќе биде консултирана во креирањето на политики кои се однесуваат на заедниците. Потоа со овој нов закон се гарантираат и веќе стекнатите права на заедниците. Значи дава една основа за пофункционална работа на агенцијата, што е многу важна за помалобројните заедници и ќе биде сериозен партнер, ќе биде вклучена во креирање на сите идни политики, што досега не беше случај. Ние бевме како некој за жал слеп од црево и само ги следевме состојбите во овие области. Добро, а има ли во самиот закон некакви измени суштински во поглед на правата на заедниците, проширување на тие права, измени на тие права, освен за надлежностите на агенцијата? Во главном законот се однесува за надлежностите на агенцијата, но како што кажав се гарантираат со него веќе стекнатите права, што порано не беше случај. Потоа се става во овој закон го имаме делот каде што припадниците на заедниците имаат право на употреба на својот јазик согласно закон, каде што да речеме во претходниот закон не стоеше. Има уште неколку моменти. Овој закон има преку 41 член, претходниот беше доста штур, има околу 24 членови. Во главном по овој закон работи агенцијата и главната поента е за да добиеме функционална агенција која ќе може да ги оствари правата на заедниците. Со усвојувањето на овој закон се заокружуваат 2,5 години на позитивни промени и реформа на самата агенција, каде што покрај овој закон агенцијата ги отвори вратите за невладините организации, донесе еден европски проект во речиси вредност во речиси 2 буџета на агенцијата и правиме внатрешна доекипирање, обуки за вработените за да можеме да одговориме на реформите. Направивме внатре едно советодавно тело со меѓународни експерти на чело со почитуваниот господин Ерван Фуере и со овој закон ја заокружуваме реформата на самата агенција во интерес на помалобројните заедници. Ви ги кажав областите каде што треба да се бориме и секако на се ова да додадеме со активностите кои ги имавме многу позголемена видливост на самата агенција.
Добро, Манаскова, има во овие партиски препукувања меѓу власта и опозицијата, често ве обвинува СДСМ дека цело време вие обструирате во собранието, обструирате многу закони уште во комисијска фаза. Како дојде до ова, еве да има консензус за овој закон? Вие учествувавте во подготвувањето или имавте потоа додатни консултации? На почетокот би сакала да истакнам дека она што го говори PR пропагандата на Социјалдемократскиот сојуз во однос на нашето наводно блокирање на закони во собрание и на одредени процеси апсолутно неточно. За да не излегувам надвор од темата, би сакала само да го илустрирам преку еден пример, доколку не беше опозицијата, пратениците на Социјалдемократскиот сојуз не можеа да обезбедат мнозинство за да го изгласаат толку најавуваното покачување на платите и на минималната плата. Така да без опозицијата ниту еден од законите кои што го тангираат целокупното население на Република Македонија во овој парламентарен состав апсолутно не можеше да помине. Така да не знам зошто се оди на таква пропаганда, кога еве и вие како новинари, како медиуми, многу лесно можете да проверите дека апсолутно не е точно ништо што се однесува до таа пропаганда дека ние блокираме закони или оневозможуваме донесување на одредени закони. Таков е и примерот со конкретниот закон за кој што говориме. Опозицијата уште од самиот почеток кога законот влезе во собраниска процедура во матичната комисија за политички систем и односи меѓу заедниците активно се вклучи во, би рекла, подобрување на текстот на ова законско решение. Имаше јавна расправа на која што исто така беа изнесени одредени забелешки од страна на присутните експерти и веќе во второто читање не имавме како опозиција и одредени амандмани со цел да влијаеме на едно подобро законско решение. На крај законот се донесе, се разбира, со поддршка на сите. Иако остана одредени делови во законот кои што ние сметавме дека не треба да останат, како што се, например, казнените одредби и слично. Меѓутоа, сепак, затоа што сме конструктивна опозиција, на крај се согласивме. Кои казнени одредби, зашто, например? Казнените одредби во членот, сега не знам точно, во членот 33, кои што, например, се однесуваат за прекрашок на здружение или фондација, кои што, нели, ќе има ќе поднесе, нема да поднесе извештај или глобите во износ од 1000 до 2000 евра, исто така за здруженија или фондации за лошо ако ненаменски ги трошат финансиските средства. Тоа е, тие делови се во ред, меѓутоа ние мислевме дека е премногу висока таа мораме да ги заштитиме таа глоба. Тоа е точно и затоа на крај сепак и ние прифативме дека во ред е да останат одредени казнени одредби. Меѓутоа имавме одредени забелешки по однос на критериумите за избор на директор на агенцијата. Како што кажав, сето тоа успеавме во работата на Собраниската комисија да го надминеме и на крај да го поддржиме предложеното законско решение. Сепак не треба да заборавиме дека за прв пат ваков закон е донесен на 17 јули 2008 година и освен, како што кажа господинот Хоџич, да, има повеќе членови, меѓутоа суштината е таа. Суштински законот е тој од 2008 година со, нели, одредени. Да, ви молам само кратко за да може. Имате реплика пред Да, само сосема кратко, не се работи за подобрување. Кај нас има една приказна дека ние во главном имаме добри закони, ама праксата ни е лоша. За овој случај искрено се работи за
доста лош закон кој го имавме претходно и ние тргнавме во подобрување на законот, организиравме работна група и не знаевме каде ќе заврши процесот, затоа што имавме евалуација како се одвивал тој закон и критиките беа дека законот е стварно лош. Ние го работевме по сите демократски стандарди во еден отворен инклузивен процес со вклучување на буквално на сите засегнати страни, од власт, опозиција, од сите чинители, сите невладини организации на заедниците и само би сакал уште ова да кажам дека резултатот од работната група, тоест законот, е компромис на внатре на работната група и тој не е померка ниту на директорите, ниту на пратениците, ниту целосно во крај на невладините организации, туку е резултат на еден компромис на судир на интереси од сите засегнати страни и ете само тоа би сакал да не остане дека се работи за едно класично подобрување на законот, тој закон беше лош, овдека на крајот кога ги направивме измените и кога излезе резултатот од работната група се види дека дојдовме до комплетно нов закон. Да. Значи не се работи за минимални измени на законот, туку пратениците во собрание гласа комплетно нов закон. Во ред, меѓутоа не можам да се согласам затоа што и ако одиме член по член на законот ќе видиме дека не е баш така, дека претходно имаше добра основа, имаше добро законско решение и сметам дека ваквите прашања не треба да се политизираат. Предлог законот ева генерална оценка, ќе видиме како ќе тече понатаму неговата имплементација во однос на механизмите со кои што сега ќе располага агенцијата. Меѓутоа, сепак не задира во сршта на проблемот. Мислам дека ќе отвориме нели после темата која што ја спомнавте, која што е носечка за така наречениот проект за едно општество и сметам според мене дека нема многу да ја промени состојбата, меѓутоа ќе видиме нели. Добро, Земон, кажавте дека овој закон е донесен после целосна евалуација на стариот. Спомнавте претходно во разговорите дека тоа е за прв пат направено така. Навистина ли е така и еве вашата колешка Манаскова што вели дека не се согласува баш дека законот е нов, туку е направен врз основа на стариот? Добро, во секој случај имаше основа, законот што го спомнавме од 2008 година, имаше основа. Меѓутоа, каде е проблемот? Проблемот е што тогашна Република Македонија 1998 година ја потпиша Рамковната конвенција за заштита на националното малцинство при Советот на Европа и ратификована. Меѓутоа, тие одредби од таа конвенција кај нас не беа имплементирани во нивен закон. Значи, домашната работа не беше сработена на некој начин што ги изјавме врските од потпишувањето на Рамковна конвенција. Првите членови од законот во суштина се утврдување на тие меѓународни прифатени стандарди, што не се сите општо познати, меѓутоа тие се стават во некоја си законска регулатива. Во секој случај и законот 2008 година имаше подобрување, че за прв пат тоа се усвои, меѓутоа имаше недостатоци. Значи тоа што може да се согласиме, овој закон е подобар од претходниот во секој случај и ова е ми се чини единствен закон во нашата држава што е направен после евалуација. После евалуација направена уште може да поправи директорот уште пред 5 години, нели, и тогаш имавме форуми, експерти ангажирани, дека натамо и направена после евалуација. На основа на таа после евалуација која дојде новото раководство после повторно се активизираше заедно со мисиите на ОПСЕ, нели, кај нас. Повторно имаше јавни дебати, 2-3 повторно сите заинтересирани страни се вклучија во процесот. Имаше неколку јавни дебати, 2 или 3, не знам, надвор од собранието, една јавна дебата во собранието, со тоа што, како што каже директорот, се усогласија сите страни на некој начин да бидат задоволени во ова. Значи, не може да ќе направи некоја револуционарна промена, бидејќи сепак Македонија има традиција на толеранција, на почитување, на мултикултурализм, меѓутоа е подобрен. Подобрен пред се во тоа што кажав, ги утврдивме тие стандарди меѓународни што ги имаме подпишани со меѓународните конвенции и улогата на агенцијата е зацврстена. Мало повеќе да биде значен елемент во донесувањето на одлуки кога станува збор за брат на заедниците или за развој на мултикултурализм. Така да нормално и после ова може да имаме
евалуација после 4-5 години што како направи, меѓутоа и да кажеме ова е секоја жива материја, ова не е статично нешто. Правата секоја се развиваат, секојаш има нови потреби и нови стандарди и нормално треба тоа да се работи. Така што мислам дека овој законот сега моментално е многу поблизок до меѓународните документи што Македонија ги има подпишано и нормално да ги задоволи. И тоа кажеме, ова е закон за правата. Значи не е за културата, не е за образованието, не е за јазикот, него за освојување на другите права. Освојување на правата, така што ги агенцијата, така што ги законот, бидејќи нашето законодавство тие другите права ги дава на други министерства или по други закони се регулираат тие, ова станува збор како да се освојат правата. Да. Добро, Манаскова, сега кога кажувавте на крај, вие кажавте така наречениот проект Едно општество за сите. Стратегија. Да, господинот Земон ке не е поправил цел време дека е стратегија, но без разлика сите знаеме на што се мисли. Еве го на пример ставот на ВМРО-ДПМН за Едно општество за сите. Еден од ставовите вели вака: наместо да го оствари ветувањето за Едно општество за сите, Заев го подели македонското општество како никогаш досега. До тој степен македонското општество е поделено, што ниту владините коалициони партнери на пресконференции не се разбираат помеѓу себе. Од прилика тоа ли е сумирано ставот на опозицијата за таа стратегија? Да, ова е многу симплифицирано. Јас би Ова е извадено од сакала една пресконференција. во ред. Јас би сакала да го кажам ставот онаков каков што е. И се работи за стратегија и треба да и посветиме должно внимание, што за жал не се случи во собранието на Република Македонија, затоа што од необјасниви причини, бидејќи многу такви случаи во собранието имаме во последно време, се прекина без објаснување расправата која што се одвиваше во рамките на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, токму по прашањето на оваа стратегија, затоа што само да кажам дека собранието не ја усвојува, не ја гласа. Едноставно мислам дека на иницијатива на колегата Земон се разгледуваше во собранието или владата ја достави како и да е, меѓутоа целата таа постапка требаше да биде пред да се усвои стратегијата, за да можат и пратениците преку својата, да ја остварат својата основна, тоа е представничката улога, и да дадат одредени сугестии, и сметам дека целата таа постапка ќе беше многу повеќе во духот на онаш за што се залага стратегијата за едно општество и интеркултурализам, како што е нејзиниот наслов. Меѓутоа тоа не се случи, владата ја усвои и тоа е право, бидејќи стратешките документи ги креира владата и во рете, меѓутоа сметам дека собранието во овој случај не беше правилно да биде прескокнато на таков начин, а уште повеќе не ми се допаѓа тоа што без никакво образложение се прекина расправата која што 2 дена траеше на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Процесот за кој што се залага, затоа што знам, му се обраќам на колегата Земон, затоа што знам дека тоа е еден од идејните творци на оваа стратегија, интеркултурализмот е еден процес, акција, би рекла, кој што се остварува во постојаната диалектика помеѓу единството и различноста, институциите и интуицијата, општото и посебното, сеќавањата и иднината, верувањата, односно митовите и фактите. Ако нели одиме по некоја дефиниција за тоа што представува овој процес. И зошто, сега како што кажавте, ние сме против ваквата стратегија. Единствено сериозен процес на интеркултурализам, што ќе води сметка за сите делови од патот кој што мора да го помине, може да го совлада тоа затворање и да отвори пат за постигнување на единство, кое што нели целта крајна на оваа стратегија, и меѓутоа единство кое што нема на некој начин да ја умртви различноста. Површен пристап, како што сметаме дека носи оваа стратегија, површен пристап кон поместување на парадигмата, затоа што тука се заговара поместување на парадигмата од мултикултурно општество, како што нели бевме дефинирани досега како држава, во
интеркултурно општество. Површен пристап кон вакво поместување на таа парадигма представува опасност за губење на идентитетот или апсолутизација на посебното. И затоа секоја заедница, сега говорам заедница и ги изедначувам сите заедници кои што екзистираат на територијата на Република Македонија, треба да се стреми кон плурализам, кон толеранција и со цел да се спречат конфликтите, што би требало да представува цел нова стратегија, кои што настануваат конфликти поради рамнодушноста кон тугите потреби за изразување на сопствениот идентитет. Што имаме моментално како реалност во Република Македонија? Сметам дека единствените на кои што имаат проблем со изразување на сопствениот идентитет во Република Македонија се македонците. Зошто го говорам ова? Затоа што почитувани во Република Македонија на сила како закон, затоа што се ратификувани во собрание, се два договори во кои што има членови каде што се решаваат прашања од историски карактер кои што директно го тангираат идентитетот на македонското население. Ние сме единствената нација во светот која што со закон има забрана за употреба на одредени символи, со употреба на одредени термини, со употреба да се осврне на одреден дел од една историја која што е светска, која што е заедничка, и тоа е стриктно пропишано во закон. Еве за илустрација, за да биде појасно и за гледачите за што говорам. Говорам за членот 7 од Преспанскиот договор, кој што е ратификуван. Меѓутоа, ова ми е, колега Земон, основата зошто ние сметаме дека вие како влада едноставно не сте легитимни да предлагате стратегија за едно општество, а особено за поместување на парадигмата, како што кажав, од мулти во интеркултурно општество. Затоа што сакам да објаснам, за да не изгледа вака како што кажав почитуваниот Ризвановиќ на почетокот, дека ВМРО е против, они се националисти, и тука завршува приказната. Сакам да, добро, да, така се читаше меѓу редови. Зошто го говорам ова? Значи, вие имате ова е закон, ова е на сила во Република Македонија, дека во од антиката до денес, на двете страни на денешната граница помеѓу Грција и Македонија, замислете, на денешната граница, се развивале култури кои што се особено различни и меѓусебно неповрзани. Еве, колегата Земон нека каже дали ова нормално. Не е тоа тема. Добро, да, можеме да во таа насока, значи како само уште една реченица и ќе завршам. Сметаме дека за да се дефинира една ваква стратегија која што ги тангира правата на сите етнички заедници на територијата на Република Македонија, најпрвен треба пред се да се реализира пописот на населението, и за да се утврди фактичката состојба, па потоа да се дефинира соодветна стратегија која што ќе биде базирана на реални показатели. Затоа што на секое од поглавијата ние имаме одредени забелешки во однос на застареноста на податоците кои што се користат за изработка на стратегија која што треба да важи во одреден период во иднина. И тоа се накратко аргументите. Некако нафрливте многу тези за да имаме време да одговориме. Сакав и ова за пописот, гледам дека Хоџик нешто запиша. Добро, ќе продолжиме со тоа, ќе прашаме, но господине Земон, ова што го кажува вашата колешка Манаскова, тоа е основа на сегашниот став на ВМРО ДПМН од прилика, дека добро, во моментов е тој став дека во државава
се најмногу дискриминирани всушност сега македонците. Најмнозинското население дека е најмногу дискриминирано поради Основни работите што ги прашања. кажа Манаскова, да не се повторувам, значи тоа е главната теза на опозицијата сега. Добро, ако ми дозволите малу да дојдам до таа Да, поента, да, малу да. вовет. Значи, стратегијата за развој на концептот на едно општество и интеркултурализам, значи така е полниот назив, во суштина е стратегија, а не тоа што претходно неколку, нели, 2 години пред тоа беше во програмата на СДСМ во изборната кампања за концепт едно општество и така натаму. Меѓутоа, стратегија за се да тоа се владени политики. И не би се согласен на почетокот дека не се имплементира, таа почна да се имплементира сега во јануар, сега 2020. Почна да се имплементира и ќе трае наредните 3 години. Значи, досега воопшто ништо не е имплементирано. Досега само се правија подготовките на документот И акционен план. и акционен план. Да така. помогнеме и вие. Што беше сега нормално? Што беше поводот? Значи, нашата земја, Република Северна Македонија или пред година дена Република Македонија, во овие 30 години, а особено кога за време на владењето на претходната влада, премногу се го разви општеството во поделено општество. Значи, ние да кажуваме дека сме мултикултурно општество, меѓутоа политика се развива поделено општество. Се поделивме по сите основи. Школите не се поделија по смени, физички, со огради, тепачки по автобуси, говор на омраза по медиумите. И да не зборуваме, сите сам има и голем број на извештаи што доаѓа меѓународната заедница, дека кажува, а и од нашите организации, дека ние се развивме по поделено општество. Сега, поимот едно општество, во суштина е антипод на поделеното општество. За да направиме ние едно општество, ние мора да направиме политики на интеркултурализам. Не се согласам со дефиницијата што ја кажа колежката Манаскова, што е тоа интеркултурално, што е мултикултурно општество. Има многу дефиниции, нели, што е тоа. Точно дека ние развиваме се уште мултикултурно општество, значи не се откажувавме, значи интеркултурализмот не е негација на мултикултурализмот, интеркултурализмот е само паралелен процес и тие двата процеси одат заедно. За жал, ние овие 30 на години ние дававме фокус на мултикултурализмот досега, а тоа е заштита на правата на заедниците, афирмирање и така натаму, а многу малку дававме на интеркултурни комуникации во овие 30 на години. За да направиме ние на подобро едно општество, кохезија, обединување, нас се требаат интеркултурни политики. Поради тоа стратегијата се насочува малку повеќе и на интеркултурни политики. Овие се спомнува и законот и стратегијата се два многу важни документи што презегуваат, нели, како една целина. За законот и агенцијата повеќе го развива мултикултурализмот, бидејќи тоа е потребно, едно без друго не може, а стратегијата повеќе ќе работи на сплотување, кохезија, помалку говор на омраза, да се дружат луѓето што повеќе и не е само етнички идентитет. Значи, кога ние зборуваме за едно општество, зборуваме, подразбираме во стратегијата, се не кој што си замислува едно општество и друго. По документот, што значи едно општество, се подразбира признавање на сите различности, гарантирање и обезбедување еднаквост, социјална правда, правишност, еднакви можности на мажите и жените, вклученост и учество на граѓаните во одлучување и постигнување општествена кохезија. Значи, тоа е дефиницијата што ние подразбираме под едно општество. Сега, луѓето се и се што ставаат под едно општество, меѓутоа тоа што е во документот, тоа е дефиницијата. И сега, во стратегијата се разбира, ние може да работиме многу приоритети, меѓутоа, кога се планираше, се определија 7 стратешки области, односно ги имаме ние кластери на активности, каде што мисли дека со оваа прва стратегија треба да се даде акцент. Тоа е правната рамка, значи ние се уште имаме законодавство каде што имаме закони што не се во контекст на ова што кажуваме едно општество, треба се тие согласат. Има голем број на меѓународни конвенции, извештени доаѓаат исто од Советна Европа, од Европската унија, од ОБСЕ, кој што никој не презема ништо. Со стратегијата сега се формира една постојано тело при канцеларијата на премиерот, каде што тие извештаи кои што ни дојдат, ние мора да по нив да реагираме, бидејќи че запоследно си преговорите за Европска унија, мора да реагираме ние прича по тие извештаи. Досега никој ништо не реагираше, ни доаѓаат тие извештаи, ги ставаше у фиока министр за надворешни работи и тоа е тоа. Тука завршуваше приказата со тие забелешки имавме никаква држава. Другиот кластер е образованието. Значи, нешто започнавме ние со образованието околу прочестување на учебници каде што им се говор на омраза, на некои заедници им се даваше инфериорен статус и така натаму, уште се на тоа се работи, меѓутоа
Ние во образованието имаме и други големи проблеми и во основното, и во средното, и во високото образование, пред се немаме наставни програми, што ќе придонесе за развој на едно општество, мултикултурализм, со стратегијата се тоа. Друг проблем е, нашите наставници не се обучени за интеркултурни политики. Ништо не знаат што е интеркултурализам, што треба да се прави натаму. Значи, со стратегијата се планира да има и обуки за наставниците, бидејќи тие пренесуваат идејата за општествена кохезија натаму. И безбед други има таму акционен план, можеме да зборуваме. Третиот кластер се е културата. Ние, нашата анализа што ја правевме, која бе во владата, како советник, све што беше доцна поддржано од Министерството за култура, сите за заедниците беа само за етноцентристички проекти, да се афирмира културата на една заедница и така натаму. Многу малку, можам да кажам слободно, ниден сериозен проект не беше за интеркултурализмот, може за сплотување на поддржано државата, што исто не е голем проблем. Слично и четвртиот кластер медиумите. Гледате само јавниот сервис да го гледаме, вториот канал, нели, е чист етноцентризам и културен релативизам, нели, во нашата наука така се вели. Значи, иако се постигнува правото на заедница на свој јазик да информира така, меѓутоа другиот не го разбира турчина што зборува или влафот што зборува, бидејќи нема тител, нема интеркултурал, сега нема размена информации, знаете така. Значи воопшто во националниот сервис, бидејќи приватни не може никој да наложи, може само да ги поттикнува со проекти дека меѓутоа државниот сервис ништо не преземува за интеркултурна. Да, добро, немаме баш време да одиме одиме кластер по млади, кластер. имаме кластер млади, имаме кластер локална самоуправа и имаме кластер социјална кохезија и интеграција. Значи по овие класи 7 се во стратегијата и тоа почна сега. Веќе почна еден конкурс се објави денови, ме информира координаторот за обука на наставниците преку Нансен центарот, кој што исто дел на стратегијата, многу има организации се вклучени, така да стратегијата почна сега, значи не должи тоа дека ништо не се имплементира. Да. Добро, Ходжик Преска, гледам дека имате подготвена реплика. Се кажа многу работи, да. ќе пробам нешто да стигнам да додадам. Сметам дека концептот и стратегијата едно општество за сите во суштина нема алтернатива за нашето општество, ако ги земеме во предвид стратешките цели на државата, да бидеме членка на Европската унија и да бидеме членка на НАТО сојузот. Тоа подразбира не само во етничкиот концепт, туку и во делот да секој граѓанин има еднакви права и сите граѓани да имаат еднаква шанса во разни сегменти на животот и она што се нарекува нели социјална кохезија. Она што би сакал да кажам е дека АОПЗ зема учество во изработка на стратегијата. Мене со моето скромно размислување ми изгледа дека стратегијата нуди во повеќе области разни мерки оптимистични, сериозен потфат кои кога би се спровеле навистина би ги подобриле правата на помалубројните заедници. Сега зборувам од тој аспект. Дополнително е една промена на парадигмата во политичкото действување во нашата држава. Значи, ние порано имавме политика на поделби, каде што од градење на различни плоштади само во центарот на Скопје до медиумската атмосфера каде што имаше изблици на примитивен национализам, са гледате дека етничките теми веќе не се толку главни во нашето политичко действување. И би сакал само ако може да одговорам на ова дека македонците се дискриминирани. Ако земеме во делот на правичната застапеност, правилото на правична застапеност уште кажува дека сите останати, освен македонците, се дискриминирани во делот на правична застапеност на администрација. Ако го земеме она што го спомна Рубин, јавниот сервис, вие ќе видите дека првиот и вториот канал функционираат, но редакциите на помалубројните заедници се нефункционални. Не се екипирани со кадар, не се екипирани, не се мобилни, не можат да продуцираат програма на своите јазици, иако имаат законска обврска. Ако земете во областа на култура, само ќе го спомнеме проектот на Скопје 2014. Тој покажува јасна дискриминација на помалобројните заедници на... Добро, сега зборуваме за едни административни, бирократски
попречености во врска со вработување, во врска со етничка застапеност, но мислам дека Манаскова ова што го кажува е малце посуштинско обвинување во однос го спомна Пресманскиот договор во однос на предпоставам на целиот. Знаете зошто, ако може да се дообјаснам. Овие работи кои што ги спомна почитуваниот директор на агенцијата, заменик директор се Ке му се извинува. наложи директорот. Не, колеги сме... Јас ке се согласам дека се точни. Меѓутоа, тоа не се работи кои што не може да се променат и во иднина тој сооднос да биде различен. Јас знам дека во одредени институции, например во канцеларијата на Народниот првобранител, имате обратна ситуација. Значи, таму не се почитува правото на правична застапеност во однос на позитивните. И исто има примери безброј на локални самоуправи, така да тоа се работи кои што можат да се поправат и ако имаме сега еден пример, во иднина може да биде друг пример на истава тема. Меѓутоа, ова што го говорам, зошто македонците се тие што се онеправдани, затоа што мора тоа да допре до сите кои што дали знаат, дали не знаат. Меѓутоа, ние сме единствениот народ во светот на кој што со закон му се решени одредени прашања, се симплифицирани и дефинирани прашања од историски и научен карактер, кои што имаат исклучиво таков карактер, историски и научен. А ние со закон сме ги дефинирале и сме ги затвориле еднаш за секогаш. И колегата Земон, бидејќи доаѓаме од сродни дисциплини, значи мора да признае дека тоа е една флексибилна научна дисциплина, историјата, зошто сме ние онеправдани и зошто ние за Преспанскиот договор. Па не е закон тоа. Како не е закон? Секој договор кој што ќе се верификува во Собранието на Република Македонија е закон. Е дел од позитивните законски регулативи. Така да, и мора да се имплементира како не е закон. Значи, врз основа на тој ратификуван договор меѓународен, кој што ево јас тврдам дека има сила на закон, ние имаме затворено одредени историски, археолошки прашања кои што ги тангираат исклучиво македонците во Република Македонија и од таа причина тврдам дека ние во тој поглед сме онеправдани. И од таа причина исто така тврдам дека ова што го имаме ние како понудена стратегија за едно општество и интеркултурализам, не може да одговори на она што моментално е потреба за да се надминат сите тие проблеми кои што се детектирани во воведот на самиот документ. И сметам дека пред да се пристапи кон креирање на еден ваков стратешки документ, кој што се однесува и е поделен во кластери кои што ги наброја колегата Земон, требаше, многу логично беше да се пристапи кон реформи во образованието. Да, мислам дека подобрување на економската состојба за да дојдеме после до креирање на овој документ. Мислам дека професорот Земон треба да одговори на ова прашање кое вон стратегијата се разбира, се работи за друго прашање. Под прашање, затоа што професорот Земон, што веќе е автор на предговорот на една книга, како и да е, автор сте на предговорот на Црна Атена од Мартин Бернал, кој што замислете книга го критикува токму ваквиот начин на детерминирање на одредени и затворање на одредени историски прашања. Значи, он таму критикува, од друга страна и фабрикување на историјата, а од друга страна на некој начин затоа што сте коалиционен партнер на Социјалдемократскиот сојуз, сте учесник во цело во ова, јас би рекла, ова е фабрикување моментално што се случува на историјата на македонскиот народ, затоа што имаме случај каде што по четворица луѓе во тие комисии кои што се формираа врз основа на договорите направени со Грција и со Бугарија, одлучуваат за прашања за кои што со децении дебатирала науката и кои што прашања не мора да бидат затворени,
Да, ќе продолжам, само имам едно подпрашање за пратеничката Манаскова, ми остана од предмалку, ве молам само за еден, мислам, вон оваа тема го спомнавте пописот. Сака да ве прашам, секогаш кога слушам ВМРО ДПМН да зборува за попис, навистина ми звучи премногу лицемерно. Нели мислите ли дека вашата партија е лицемерно да зборува за правење на попис? Поради се што се случи, знаеме зошто да не се навраќа. Не знам, објаснете ми поточно на што Па мислите. бидејќи прво вие не направите попис за време на вашето 12 годишно владење, единствениот попис кој сте обидовте да го направите, го прекинавте без никакво образложение, а за тоа има обвинение и кривичен случај за тој попис. Секој кој што направил одредено кривично дело, Тоа ми е прашањето. треба да Не е одговара лицемерно да зборувате за доколку попис. се докаже дека постоело такво нешто кое што го говорите, апсолутно дека треба да одговара Добро, секој кој што оставите го направил. кривичното дело, зашто не направите попис? Не можам да ви одговорам моментално на Тоа, за тоа тоа ве прашувам, прашање, меѓутоа стојам на ставот дека неопходно е да се направи попис Не, пред мислам дека тоа пред сите се согласуваат пред дека е да се неопходно, направи да. ваква стратегија, меѓутоа не направивме нели ни ни стратегија Тоа ми за да- беше ми остана некако како Добро. прашање. Земон, Че ова е се главно повика, прашање што го зборува вашата колешка, бидејќи освен ставот или ајде да речеме реториката на ВМРО ДПМН, можеме да кажеме дека и гласањето на последните претседателски избори, каде што ВМРО ДПМН имаше силна поддршка во од македонската етничка заедница, во деловите каде што е мнозинска македонската етничка заедница, можеби зборува дека македонското гласачко тело сепак сме на така сепак да- респондира на тие обвинувања на некој начин, можеби и се соживува со нив. Да сега кажете ми вие во поглед на тоа. Значи, слушате македонска сетничка заедница кај нас, тие се народ. Добро, зборувам во друг контекст. нели? Добро. Да. Ние како антрополог Не зборувам- мора да поправам. Тука станува збор за македонски народ. Како уставна категорија, да. И за мене уставна никако категорија, дилема, да. Меѓутоа како што сте тргнале во Не, ја кажав, не сум тргнал никаде. се шегов. Да. Значи, како прво, стратегијата, него третира проблемот на идентитетите. Добро, кажав да не во стратегијата, ова е друго прашање. Преспанскиот договор Целта и на како етнолог ќе кажам. Ниту еден идентитет, етнички, национален, не зависи од име на државата. Да се разбереме. Значи, македонскиот идентитет, македонски народ идентитет постои пред да постои државата, тоа беше Народна република Македонија, 45-та година. Македонски народ постои пред тоа. И нормално че си постои и ако после 100, 200, 300 години некоја друга државна форма се најде на не знам каде на овие територии, така ли? Така што воопшто не треба да се врзува развојот или етногенезата на еден народ или на било кој идентитет етнички со државата. Преспанскиот договор во суштина тоа што ги задираше грците, ете се може да збориме малку и за таа беше одговор на таа политика што се направи со антиквизацијата. Во науката се уште имаме дилема дали антиквизацијата беше добар проект или не е добар проект. Јас се согласувам дека кај нас во Македонија, наша територија, имаме античка култура и во тоа време не смееме да се откажеме од таа античка култура во никој случај. Меѓутоа, пред нагласувањето, односно антиквизацијата е исто проблем што мислам треба да го добро дебатираме кај нас, беше не е дебатирано. Поготово што таа антиквизацијата на некој начин во некои моменти го негираше словенскиот идентитет, ги негираше некои придонеси што имаме од Климент и дека и Свети Климент и така натаму. Доаѓа се до конфликт. Иако имаше дебати, дискусиите од врвни интелектуалци од десна, да кажеме, ориентација во тоа време кога беше владеето на ВМРО. Тоа имплицираше негативни чувства и во Грција и тоа се на некој начин доби таква девијација што мислам и Грцка да стана во припасен договор инициираше на тоа што го цитираше, нели? А за нас сепак многу побитна ни е иднината на нашата генерација идни, европската иднина и НАТО, околку ние се бавиме со проблеми на антиквизацијата. Дека македонците се единствен случај во Меѓутоа, светот ние каде што им е добивме- забрането да употребуваат одредени символи, да ја забрането да ја кој практикуваат својата кој историја. символ е забранен, ја не знам. Кој символ е забранен да се употребува? Како не знаете? Кој?
Звездата од Виргина е забрането да се Значи, употребува, не може да имаше се и употребува одлука да јавните се... институции, точно, Ама, значи ние како ви се имаме молам, друго може- знаме. Значи, во јавните институции се има службено знаме и символи, не може да употребуваме Господине символи што Земун, не се официјални колега знаме. Земун, не постои такво нешто кое што ќе забрани или ќе дозволи употреба на нешто што представува светско културно наследство. Значи во Во јавни Австралија институции. може, во Македонија Во не јавни може. Во институции. било која друга земја тој символ може А да каде биде денеска е забрането да се користи сонцето од куклеч или аплициран. Гледаме по Па имаше- спортски надпревари се користи, сега никој не е одговорил ни кривиш ни прекршил што да употреби знамето нели од куклеч. Во ред, меѓутоа Мислам, со договорот а е во јавни забранет. институции да. Од таму нема државата кај што има тоа не може да се користи, се знае кои се официјални символи на државата. Никако официјален символ не стои во договорот дека се забранува како официјален символ, се забранува употреба како символ. Символот како таков е Не забранет. стои така. Значи, На јавни површини, така да. Да, Добро. добро. Јавни површини, значи тоа се со државните, значи. Не знам што продолжи под јавни површини, значи се знае што е јавно. Добро, Ходжик, оваа влада вели дека сега се подобрени меѓуетничките односи од порано, но исто така постои друго контраобвинување дека за разлика од меѓуетничките не се влошени се интеретничките односи, поделбите врз основа на политичката определба, во основа на партиите, па ако порано поделбите биле на патриоти и предавници, сега се на северџани во наводници и македонци, нели, ги гледаме тие поделби. Кажете ми, кој е одговорот на ова сега? Јас тоа го гледам како рефлексија на една друга поделба која се генерираше во минатите 10 години, а таа поделба е за оние кои се за членство на нашата држава во НАТО и Европска Унија и оние кои не се. Постојат тие поделби, да. Да, таа е и од таа поделба се пресликува не само во нашата држава, туку и во регионот. И ние имавме еден пораст каде што да речеме 90% луѓе проценти беа за влез во НАТО и во Европската Унија, со една разна пропаганда и 10 години ширење на една позиција на жртва на нашата држава, се намали тој процент сериозно и од тука потекнуваат одредени други поделби и таа поделба ми се чини како суштинска поделба во нашето општество, со тоа што нели јас позитивно гледам од таа перспектива на преспанскиот договор и на договорот со добрососедство со Бугарија, кој на нашата држава и ги отворија вратите за она што беше блокирано за членството во Европска унија и во НАТО. И ако дозволите, јас тука би направил само една мала ретроспектива. Нашата држава, Македонија, Република Северна Македонија, беше првата држава која го подпиша договорот за стабилизација и асоциација во регионот за членство во Европска унија. Значи тука бевме пред Хрватска. 2001. Кандидатскиот статус за членство во Европската унија го добивме во 2005 година заедно раме во раме со Хрватска. Од тој момент, од 2006 година, во Македонија, освен декларативно приказно дека сите политички партии се за членство во Европската унија и во НАТО, имавме на сцена една политика каде што правеше буквално се тоа да не се случи. И ние од лидери во регионот, реални лидери, фактографски, за кои требавме ние да го придвижиме во регионот, ние дојдовме на последното место. И што се случи во меѓувреме? Хрватска се стана членка на Европската унија, Црна Гора во тој момент не ни беше независна држава. Стана прво независна држава, па подпиша стабилизација, асоциација, па доби кандидатски статус, па почна преговори и меѓувреме влезе во НАТО. Албанија влезе во НАТО, ние бевме предводници на таа јадранската група со Хрватска и со Албанија за членство во НАТО и ние во еден момент застанавме, Србија почна преговори со Европската унија која беше далеку зад нас. Далеку, децении беше зад нас во тој процес и ние од еднашка се најдовме на едно последно место во регионот позади сите, заробени во митологија. Во овој момент сега мора да се прават радикални чекори за тоа да се смени и јас верувам дека сите останати поделби
доаѓаат од таа една главна поделба, дека ние добивме еден поголем број на граѓани кои не се за членство во Европска унија во НАТО, иако во овој момент мнозинството е за таму. Да, но ако порано проблемите произлегувале, да речеме, од незадоволството на албанската етничка заедница, да речеме од осамостојувањето наваму. Доколку сега постои реален проблем на незадоволство кај најголемата етничка заедница, можат ли односите да бидат релаксирани? Не, зборувам во друг контекст, значи мислам дека се разбираме. Да. Не како уставна категорија, туку како етнички заедници. Незадоволството се базира врз што? Па еве што го кажува албанците госпожата Манаскова. Значи вие кажувате дека албанците се чувствувале обесправени и имавме процеси каде што тие аргументи се тргаат од страна. Да речеме, да. Да речеме, значи ако сега вели Манаскова дека македонците така се чувствуваат. Кои се најмнозински народ. Значи, Моментално јазикот има декларација во бугарскиот парламент изгласана на предлог на владата дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот врз основа на договорот кој што требаше наводно да биде за добро соседство и соработка. Не е врз основа на тој договор. Договорот даде основа за да се дојде до само секунда. Значи вие сега се фаќате за декларацијата, значи декларација во собранието во парламентот на Бугарија, каде што и таму има значителни сили кои не се доброволени за овој договор и сакаат да го слушаат, али го минимизирате фактот дека во Обединетите нации стои македонски јазик и дека стоеше и претходно во Обединетите нации македонски јазик. Со Преспанскиот договор, да речеме, во Обединетите нации и претходно стоеше македонски јазик. И дека значи му давате предност на таа декларација во однос на тоа, или дека македонците се загарантирани во делот на Преспанскиот договор. Значи имате изјава на новиот премиер во Грција, каде што вели и во новиот договор јасно стои дека имаме сосед кој се нарекува Република Северна Македонија, каде што живеат и македонци и се користи македонскиот јазик. А кои што се многу различни од населението кое што живее од другата страна на границата. Сега да го читаме договорот онаков каков што е, да не вадиме реченици кои што не се во контекст на целиот договор. Мораме сега да направиме мала пауза за реклами и брзо ќе се вратиме во емисијата.